Moj život, moja sudba, moj dom. Kako beše во Skopje pred 100 godini. Во 1924 година во Skopje naglo се зголеми бројот на автомобили. Автомобилите пред тоа време биле ретки, бидејќи подоцна се создале услови за нивен сообраќај. Првите автомобили на Рено и на Форд во Скопје се донесени во 1911 година. Цивилните власти во Скопје се заложиле за користење на извесен број возила кои биле употребувани на Солунскиот фронт. Во 1920-та одборот на Скопската општина донел одлука да се наплаќа такса за секој автомобил 50 динари месечно. Првите собственици на автомобили во Скопје биле индустријалците, трговците и лекарите. Со зголемувањето на бројот на автомобили во Скопје, неопходно било отворање на бензински пумпи. Во 1927 година на плоштадот е отворена бензинската пумпа на Shell. Покрај оваа имало уште една станица на Shell, а две пумпи во Старата чаршија биле собственост на фамилијата Петрови и имале лиценцно право на Standard Oil компанијата. Пумпите биле рачни, а во избите имале резервоари од каде што се црпел бензинот. Од пумпите најчесто се точел бензин во шишиња од по 5 литри или во канти, а можело и со инка директно да се точи во автомобилот. 1 литар бензин тогаш чинел околу 7,5 динари. Михо Петров, еден од собствениците на бензинска пумпа во Скопје, памети дека најчести муштерии биле автотаксистите кои стоеле на станицата кај денешна Мавровка и најголем број од нив биле турци. Сето ова придонело за осовременување на автомобилскиот сообраќај во Скопје. Според податоците од 1932 година во Скопје имало 96 автомобили кои можеле да се купат во салоните за автомобили на браќата Поповиќ, Асео Сабатај и на Менте Школономос. Во 1936 година била отворена и првата сервисна гаража за автомобили на браќата Поповиќ. Пред 100 години, во далечната 1924 година, Скопското корзо се развивало во полн ек. Развојот на Скопје влијаел врз изгледот на корзото. Во 1919 година, улицата на Крал Петар била една крива улица со калдрма, каде што шетале млади луѓе со сиромашна облека и со ниска култура. Но веќе од 1924-та сликата на корзото се менувала и почнала да оддава една пријатна атмосфера, додека во 1935-та на Скопското корзо веќе се забележувале господи циготерани и господа со лаковани чевли, свила, француски парфеми. Култура која во 1938 година веќе станала стандард за престиж на корзото. Корзото на главната улица Крал Петар било душата на градот Скопје, каде што во попладневните променади секој се однесувал според одредени непишани правила на корзото. Сите на корзото знаеле каде точно треба да шетаат, во својот дел од улицата. Девојките шетале на средината, а влюбените парови се шетале на главниот тротоар. По одредено време корзото од улицата Крал Петар се префрлило на Џавте корзо, кое се протегало од улицата Цар Душан до железниот мост покрај кеот на реката Вардар. Најголем број од читачите на ова корзо биле од работничката класа. Општата слика на корзото представувала разновидност на шетачите.
Imalo mladi, stari, djeca koji prodavale razni proizvodi, glavno se prodavala hrana. Mladite devojki koga se dvižele na korzoto se faćale podraka so drugarkite, so što pravele turkanici, pa zato ovakvo to dviženje u grupi i ne bilo dozvoljeno. Roditelji te svojite deca pod 10-godišnja возраст ne smele da gi nosat na korzo, a bilo zabraneto i vozenje na količki po korzoto. Decata koji se šetale na korzoto ne smele da izgledat neuredni, a deca bez roditelji voopšto ne smele da se sobiraat vo grupi, bidejki ko poprečuvale dviženje to. Šetačite na korzoto se poznavale među sebe i se pozdravuvale. Naprednite momčinja se istaknuvale za svoje previsuvanje i se nadprevaruvale vo načinot na moderno odljekovanje. Taka bilo u Skopje pred 100 godina. Moj život, moja sudba, moj dom.